Националната галерија на Македонија поседува најстарата збирка на уметнички дела и представува храм на врвни раритетни вредности. Но за жал депоата на оваа институција се загрижувачки. Колку ние се грижиме за нашето уметничко национално богатство во музеите, ќе дебатираме со Донка Брџиева Трајковска, специјален советник на министерот за култура, Крсте Богоевски, професор по музеологија и Маја Чанкуловска Михајловска, историчар на уметност и куратор на Националната галерија на Македонија. Останете со дебатната емисија Култура. Дали живееме во подневје и период кога поради несоодветни услови на чување на културното наследство во музеите имаме реална основа да кажеме дека нашето национално богатство пропаѓа или исчезнува и е загрозено? Ако тргнеме од историски аспект, кога се развива кај нас музејската дејност во Република Македонија, годините, децениите пред нас, што би се рекло, секогаш постоела опасност за пропаѓање на културните добра кои што се прибрани во музеите. Наместо да бидат заштитени, ако нема соодветни услови, во тој случај пропаѓаат. Сега, во различни периоди, од ослободувањето наваму и различен е приводот кон заштита на културните добра. Но и збориме за последните децении, последните години наназад? Последните години наназад состојбата е катастрофална ако тргнеме од аспект на тоа каква е состојбата во депоата на музеите на Македонија. Во тој случај Повод беше за оваа емисија токму и депоата, токму и посебно во Националната галерија на Македонија. Таму состојбата е катастрофална. Ние преку Синиот штит и преку ИКОМ заедно организиравме активност поврзана со состојбата на депоата во музеите на Македонија и констатацијата беше дека е катастрофална. Нема Дали тогаш се презема нешто од кога се детектира дека состојбата е катастрофална во депоата на Националната галерија на Македонија? За среќа, некои работи ги прифатија од Министерството за култура, веќе почна да се доделува средства и за таа активност за заштита на културните добра. А знаеме дека над 80% предметите се наоѓаат во депоата, не се во изложбениот простор. Во изложбениот простор е сосема малку се наоѓаат и ако тамо дозволиме, не обезбедиме соодветни услови, во тој случај јасно е дека многу брзо ќе пропаднат. Наместо да ги заштитиме, сме ги прибрали за да ги заштитиме. Ние викаме во нашето депо значи се уништуваат полетен. Ние викаме во првиот чекор за заштита на културните добра е пренесувањето во музеот. Тоа е првиот чекор. Но ако тој чекор остане само чекор, а не и нешто друго понатаму и готово, ќе почне да пропаѓа. Во пресрет на 70 години постоење од Националната галерија на Македонија, дали може би е иронија ако прашам колку ги следиме светските трендови во поглед на презентација, чување и заштита на делата кои што се наоѓаат во Националната галерија? Не е иронија, за жал, тоа е нашата трагична реалност, која што не се однесува само на Националната галерија на Македонија, туку и на повеќето музеи во Македонија. Мислам, тоа може да го потврди професорот Богоевски, затоа што автор, еден од коавторите на книгата Музеите во Македонија, заедно со колешките, Захаринка Алексовска Бачева и Бранислава Михајлова, значи предпоставувам дека ќе се сложи до некаде со мене, дека катастрофална е состојбата и всушност и јас ќе се сложам со него. Именно ние сме една, јубилеот е сериозен, многу значаен, многу сме горди на тој јубилеј затоа што станува збор за најстарата галерија во Република Македонија, која што ја чува колекцијата на најстари уметнички дела, но сепак тоа е на многу комплексна установа, да не кажам условно хибридна установа, која што се состои од
3 објекти, односно од Пашиниот амам отворен 1948 година, потоа Чифте амамот кој што е отворен во во 2001 година и 2002, адаптиран и потоа и мала станица во 2005 година, а од 2015 година со одлука на влада ни е доделена и куќата на Лазар Личиновски, која што било предвидувано тогаш да биде музеј на Лазар Личиновски, и овие два објекта, првите два објекта кои што ги кажав, така, значи станува спор за повеќе објекти. Имаат културно значење, да, и од крајот од декември 2017 година, ако не грешам, и куќата на Лазар Личиновски е заштитена веќе како еден од нашите најзначени објекти. Имено станува збор за адаптирани простори, адаптирани објекти во кои што се наоѓаат депоата на националната галерија. Каква е состојбата на депоата, ако бидејќи немаме пристап ние обичните граѓани, дали можеме од прилика да добиеме увид? Затоа што сепак таму се чуваат дела, па многу е лоша состојбата, да бидем искрени, и постојано, значи, не зборувам за изминатиот период, односно децении наназад, колку што на мене ми е познато, нели, се бара постојано средства за адаптација, преадаптација на депоата. Споменавме претходно дали постои влага, мувла во таа насока? Па да, секако да. Тоа се тие два објекти се сепак аман, бањ од 15 од средина на 15 век и втора половина на 15 век. Исто така и во објектот на Мала станица постојано има потреба од санирање на покривот, така што нашите проблеми во однос на депоата се сериозни и алармантни. Дали досега сте апелирале за ваквата алармантна состојба години наназад? Години наназад, тоа постојано, да. Во прашање објекти кои што се споменици на културата и многу не може да се интервенира за да се направи соодветно депо и да се обезбедат соодветни услови. Во светот практикуваат да се прават депоа надвор од институцијата, надвор од музејот или од галеријата. За да може да се одржуваат? Да се одржуваат, да се обезбедат соодветни услови и услови онака какви што треба за културните добра. Во вакви објекти кои што се споменици на културата може да се интервенира внатре извесно, да се интервенира за, да речиме, да се преуредат некои внатрешни делови, дури и тамо не сме да се преуредува за сместување. Бидејќи се под заштита? Под заштита се и имат некои работи кои што Меѓутоа може да се обезбедат основните услови, односно стандарди кои што треба да ги има секој музеј? Може тоа, но не и да се сместат толку голем број на предмети во еден таков објект. Секаде се практикува надвор да бидат. Надворот. Да. И дури може да се здружат повеќе институции такви, да се изгради еден, до Министерството тоа една препорака, да се здружат повеќе институции да изградат соодветно депо заедничко и да се обезбедат такви услови за чување. Градскиот музеј е во катастрофална состојба, нема простор. Ходниците се зафатени со предмети од археолошки ископувања и така натаму. Мислам, во тој поглед треба политиката на Министерството за култура да е насочена кон тоа, таков начин на решавање на проблемот на депоата. Депоата речиси во сите институции се во незавидна положба. Освен тоа што е потребно финансирање, инвестиции во самите објекти, во зградите каде што се чува културното наследство, меѓутоа потребно да се обезбедат неопходни услови за соодветни неопходни услови за чување на културното наследство. Министерството оваа година даде приоритет за заштита на културното наследство. Одвоени се средства од буџетот на Министерството, мислам дека се околу 60 милиони денари во областа на реконструкција за културните институции.
Меѓутоа, што конкретно планирате во поглед на депоета пред се на Националната галерија на Македонија, која што е во најнезавидна положба и на кои се останатите институции кои што имаат приоритет? Па, колегите пред мене веќе одредени проблеми ги посочија. Бидејќи доаѓам исто така од таа заштитата, не сум ја службеник класичен во Министерството за култура, познати ми се проблемите и не се од денес, не се можеби последните години се влошени заради одредена политика, меѓутоа постоја и во периодот пред 91 година. И вие постојано посочувавте на значи сакам да ви кажам дека музеите пред се постојат за презентирање на она што одредена држава го поседува како вредност. Значи тоа е првата слика која што било кој посетител кога ќе дојде од друга држава ја добива, за она што поседува самата држава. Тамо и дури сега во последните 10 на 20 години во однос на музеологијата и третманот на музејските предмети е променет и во однос на самите концепции, одредени политики кои што се генерални во музејското експонирање на предмети не секогаш базираат на вредностите по себе, туку на она што сакаме ние да им прикажеме на оние кои што ќе дојдат да го посетат. Што е во една поширока смисла говорено. Меѓутоа, проблемите со депоата, мислам дека во последните 3 години започнаа да се решаваат на некаков начин со дополнително финансирање од страна на Министерството за култура. Јас имам некои податоци за тоа, Меѓутоа, генералниот проблем, она што го кажа и колегата Крста Богоевски, се однесува на самите градби во кои што се презентирани музејските збирки. За жал, ние не успеавме да профилираме, да изградиме кадар кој што ќе се специализира за проектирање токму на музеи. Секаде во светот постојат специјалисти. Или кога ќе се отвара музеј, тоа не се случува само со одлука на влада, туку пред се со она што го посетуваме како вредност и со примера на одредени стандарди. Во Македонија таков експерт се уште нема, меѓутоа тоа не значи дека ние не можеме да обезбедиме експерти од надвор, доколку сакаме да го решиме овој проблем. И во оваа смисла генералната политика која што ја води актуелната власт и актуелниот министер во Министерството за култура е токму да направиме реформи во сите области во културата преку ревизии кои што веќе ќе отпочнат за можеби недела-две, како активности од работните групи се формирани и во однос на музеите, на условите на чување, на начинот на експонирање, колку тој е адекватен во презентацијата, затоа што сами ги одредуваме критериумите. Некојаш се ставени и кустосите во институциите во ситуација да кажат овде витрина и тамо витрина и а сега веќе доаѓате вие на ревизија да одредите што од ревизијата ние ќе ги добиеме релевантните податоци за актуелната состојба на полето на музејската дејност, како ние со музеите и реформите ќе можеме да ги направиме. Македонија е мала како територија, како држава, а имаме огромно културно наследство и во однос на движна и во однос на недвижна. Апсолутно, така. Меѓутоа, бројот на музеи и на галерии кои што постојат во Македонија исто така огромен. Не соодветствува на она што значи на вистина површина со која што ние располагаме, а сето тоа можеме да го поминеме во денот за 2 часа, 2,5 од еден правец до друг, од еден крај до друг. Во овој контекст, зато говоревме и за ревизијата која што ќе започнат да работните групи да ја вршат, за да може едноставно и прашањата и проблемите со кои што се студираат надлежните институции, дали се тоа музеи, галериите, можеби е малку поедноставен проблемот во однос на депоата, затоа што немаат сите, освен Националната галерија, која што имаше постојана поставка, дополнително и галериски простор, најголемиот дел функционираат буквално како галерии, само со галериски простор на кој што се случуваат изложби, меѓутоа депота е неопходно и во самите галерии. Значи неопходно е да се има и тука веројатно ќе одиме на редукција на бројот на институциите. Очигледно дека таква потреба се јавува. И во однос на квалитетот на збирките кои што ги поседуваат, затоа што некаде има и повторувања.
Но пред се ќе одиме од она што значи вредност на самите збирки и условите во кои што се наоѓаат. Најверојатно ќе се работи на намалување на бројот, онака како што е секаде во светот. Ние сме можеби водечка држава по број на музеи во државата. Водечка сме во однос на останатите европски. Затоа што голем дел од работите поврзани со музеите, со галериите се прават на локално ниво. Секој град во рамките на локалната самоуправа ги реализира потребите на граѓаните. Она што нели тие го посакуваат, што можат на тоа локално ниво да го побараат, затоа и општината. Значи некои нешта ќе мора да се редуцираат, да се ревидираат и таа децентрализација за која говориме долго време, конечно да се ефектуира. Неопходно е потребно да се изврши акредитација на музејските институции, за да можеме да знаеме која институција може да врши музејска дејност, која само ограничена музејска дејност. Затоа што ако му се даде на некој музеј комплексната музејска дејност, која што опфаќа истражување, конзервација и уште многу други работи, не се способни сите институции тоа да го вршат. И во зависност од тоа како е акредитирана таа институција, така и ќе работи. Значи, ќе се ограничат одредени дејности. Тоа мора да се направи кај нас. Во светот се прави, ама кај нас мора да се направи таква акредитација. Мора да постои едно тело кое што ќе изврши акредитација на музејските институции. Матичните музеи не можат да вршат матична дејност со тоа што е, да речеме, музеј на Македонија, или што е музеј на современа уметност, или што е галерија, или не знам која друга институција. Матичноста треба се свати како служба која што мора да се додели на некој музеј, но не со постојните кадри од таа институција, туку со кадри што ќе се одберат од државата, може од Битола, од Штип, од Струмица и од други места, тамо каде што има такви соодветни кадри. И тие ќе вршат матичност. Матичноста е најпаметните практично луѓе треба да бидат ангажирани во таа дејност. Не по функција кај што бил вработен некаде и сега тој ќе врши матична дејност. Мислам, тоа е погрешно кај нас се третира матичноста. Треба како служба, значи, да се организира во некоја институција, може да е во Музеј на Македонија нека стои, ама не со тие кадри таму што се. Па мислам дека се согласуваме во однос на матичноста. Матичната институција може само да иницира одредени проблеми ако забележи, да ги решава, да помага, меѓутоа точно е дека со експерти надвор од институцијата. Ниедна институција не располага со толкав кадар за да може буквално да излезе во пред на сите. И тоа е така. И во однос на заштитата на недвижното постои матична институција, но ангажира експерти за одредени проблеми надвор од институцијата. И тоа мора да се прошири како активност. За останатите работи, да, забелишките ви стојат, навистина треба. Интересно прашање отворивте за акредитацијата, бидејќи во законот сега не постои такво нешто. А веројатно, да, тие измени ке треба да ги земеме во предвид. Предлагавме тоа на времето, никој не... Па добро, никој не слушаше, такво беше времето. Такво беше времето, меѓутоа, мене ова навистина сметам дека стои и дека таков одбор треба да постои, некаква комисија, тело за акредитација и ќе го вградиме. Мислам дека би требало да биде вградено. Уште повеќе што во измените на Законот за музејска дејност има јавни расправи, е пожелно навистина што повеќе експерти, познавачи на оваа дејност да се вклучат. Тоа е нешто што е неопходно потребно. Така. Билите дека има... Јас би сакал само ако може да се надоврзам на овој проблем што го започнавме. Значи, одлично е што, мислам, ете првпат после кој знае колку време во националната стратегија за развој на културата од 2018 до 2021
23 година, нели се споменати, не само споменати, туку се вметнати Националната галерија на Македонија, Музеот на современата уметност, Археолошкиот музеј и Музеот на Македонија, како институции кои што ќе имаат приоритет во решавањето со проблемите кои што се соочуваат, со кои што се соочуваат, кои што не се малку, да, и во секој случај да, се сложувам дека е потребна многу сериозна анализа на сите проблеми кои што ги има не само нашата институција. Така, велите дека има проблеми со многу музеи имаат проблеми со конзерваторската лабораторија, посочувате дека во музеот на Националната галерија на Македонија имате сликари, имате графичари, меѓутоа немате конзерватори. Како се соочувате? Доволно немате? Како се соочувате со овој проблем? Немаме конзерваторска лабораторија, едноставно. А сепак станува збор, имате уметнички дела кои што се вредни уметнички дела? Да, имаме огромна колекција, нели? Како се сноѓате и како го надминувате овој проблем? Па беше постојано се бара помош од Националниот конзерваторски центар, од нашите матични установи и она на кое што нели се некои основни нели чистења или рамка менување или се тие некои основни работи што не се ни минимални можеме сами да ги изведуваме, меѓутоа за конзервација на дела и сериозна реставрација и конзервација на дела, ние сепак мораме да соработуваме со нашите матични установи, односно Музеот на Македонија, Музеот на современата уметност, односно Националниот конзерваторски центар и сите тие процеси на добивање дозвола за изработка на проект со Управата за заштита на културното наследство и тоа е, за жал, тоа е многу долг процес кој што премногу некако долг процес е. Да, стручни лица посочуваат дека Македонија се уште нема систем за едукација, ниту стручна подготовка на конзерватори. Во Македонија нема конзерватори од повеќе дејности, од повеќе области, конзерватори од областта на археологијата, сликари, архитекти. Дали Министерството за култура е запознаено со овој проблем и како ќе се преземат? Дали ќе преземете некои чекори, бидејќи сепак станува збор за вредни дела кои што навистина треба да останат? Познат е проблемот и во националната стратегија е внесено дека образованието, особено на кадар од конзервацијата, како високообразовна институција, потреба од формирање на високообразовна институција токму за ваков тип на кадри. Значи, ние први, да кажам се, прв пат сега во националната стратегија нешто такво тој тип се предлага, меѓутоа не е само тој факултет, дали ќе биде факултет, не знам на кој начин, тоа во секој случај треба да биде високообразовна институција, затоа што конзервацијата подразбира многу области. Тоа не е само едно. Јас не недостасува на факултетите за архитектура, поручување на старите системи кога станува збор за недвижно наследство, на старите занаети, например на факултетот за етнологија, катедрата за етнологија. Значи, многу нешта на градежниот факултет, она што ние, например, не можеме да направиме реституција на еден средновековен систем на градење. Затоа што немаме луѓе кои што го познаваат. Дали не може да се консултираат странски експерти, конзерватори кои што ќе се донесат од страна, кои во мигот за да не се уништи некое вредно уметничко вредно дело или знаете како беше во минатото, сиот кадар, што би се рекло, искуствено ги запознаваше проблемите во заштитата со долгогодишното искуство на терен. Сега доаѓа време да сите тие кадри кои што постојат во државата, кои што ги познаваат проблемите во заштитата во различни области, да ги вклучиме, да се консолидиризираат. Да, неопходно е, затоа што знаете во оваа област, затоа што нашето наследство е специфично, ние не можеме да кажеме дека ако повикаме некој експерт кој што познава градежништво или конструктивни системи на средновековните градби во Англија, не може да ни го пренесе нашето искуство, бидејќи тоа е автентично знаење од тука. Професор, дали до сега направена некаква штета, тоа што можеби нестручност имало помалку или повеќе во поглед на реставрации, реконструкции? Имало такви примери во одделни музеи каде што биле преземани одредени конзерваторски зафати, не знаејќи методологија како да придат, да пристапат во разрешување на тоа прашање. И практично да бидат уништени. Еден пример да кажам, само монети, да речеме, чистењето на монети. Слушнал тој дека
треба некаква киселина да се стави, ќе остави и тоа ќе изврши се Целосно се на уништи. површината што има монетата, така што ќе остане само метал, од чист метал. Мислам, не достига кај нас прашањето на решавање на кадровското прашање за конзерватори е проблематично. Прашањето и на кустоси е проблематично затоа што многу постари кадри одат во пензија, не се вршеше замена за тоа работно место. Наместо да се земе некој помлад покрај стариот колега, да стекне одредени навики, одредена работа, одредени знаења за да може да ги врши работите, такво нешто немаше. Ние на неколку пати, ние дури преку Синиот штит и преку ИКОМ имавме активност во 2011 година, такви два форуми имавме. Едниот беше наменет токму за ова проблематика за кадровското прашање и како треба да се решава, затоа што тоа беше актуелно уште тогаш, не само тогаш, туку тогаш го покренавме како прашање. Инаку повеќе прашања имавме покренувано и преку ИКОМ и преку Синиот штит. Ако земеме само колку работи секоја година, по еден или два форуми сме држале и со ИКОМ и со Синиот штит на одредена проблематика врзана Да кажеме, Синиот штит е организација која што е основана и организирана од УНЕСКО и е еквивалент на Црвениот крст во доменот на заштита на културното наследство во опасност, воени состојби, вонредни состојби. Так. Што до сега е преземено во поглед на музејското наследство, за заштита на музејското наследство? Дали Синиот по поглед штит, на земјите од регионот, како се движиме? ние сме на прво место на Балканов. Во поглед на заштита? Како Син штит, не како Син штит и активностите на Синиот штит. И мислам дека има одредени резултати. Мислам, како држава, како стоиме во поглед на заштита на културното наследство, ако направиме паралела со земјите не од Европа, од регионот, тука во блиското соседство. Тие си ги решаваат прашањата на друг начин, преку одредени служби, преку редовните служби што си постојат во државите. Мислам, тука немаме правено некоја споредба во тој поглед, но само кај нас има во Македонија Син штит, кој што во досегашниот период има многу голема активност преземено и извршувано. Тој пред се во методологијата на работа тргнува од оние три фази: пред одредена катастрофа, за време на катастрофа и по катастрофа. Ние поголем дел имаме или поголемо значење даваме на првата фаза, затоа што таму треба да се иницираат одредени работи за разрешавање на прашањата кои што се врзани за културното наследство. Да не дојде катастрофа, па после ние во катастрофата да правиме нешто. Се случува работи, пожар ќе се случи, како што беше во археолошкиот музеј пред известно време. Луѓето не знаеа да постапат за гасење на пожар. Мислам, тоа е едноставна работа, ама едноставна која што не ја знаат луѓето. Меѓутоа во последниот период во Македонија се случуваат постојано пожари и се уништуваат уметнички дела, фрески на Борко Лазевски. Имавме евидентен број на случаи на уништување, односно на кражба на вредни артефакти и икони, исто така исчезна драгоцени примероци на накит. Пред неколку години беше и пожарот во поштата во центарот на Скопје, каде што се уништи муралите на Борко Лазевски. Мислам, навистина тоа се големи штети. Дали Министерството за култура превзема чекори конкретни, радикални, за да се спречи ова безочно уништување на културното наследство? Знаете што и во најразвиените земји кражби се случуваат на артефакти. И во најбезбедните музеи се случуваат. Меѓутоа, она што нам ни се случи со кражбата, особено големата на накитот, тоа е многу комплексен проблем и мислам тешко дека ќе можеме вака во еден разговор да ги детектираме сите тие позадински елементи кои што влијае на такво нешто. И она што редовно го говорам, во професионалниот пристап, освен професионалната етика, нормално, мора да се има и она лична етика. Знаете, кај нас не е до крај изведен системот и во однос на музејското работење. Да, освен финанси, претпоставам треба и професионална обука и на вработените. Затоа што се произлезе одредена
аномалија која што е незамислива во 21 век, да немаме ние евиденција која што е реална, значи ефектуирана на предметите со кои што располагаме. Во светот кустосите си се задолжени со бројот на предмети кои што ги водат како во експонирани. Значи секоја поставка, за секоја поставка стои кустос. Кој што е одговорен потоа за негово тој треба да биде исчезнување задолжен за бројот. По бројка на предмети. Така работат во светот. Така. Еве, тука И знаете што? Еве сега, бидејќи говориме за таков начин, кога веќе тоа ќе му го дадете како задолжение. Иако дури некогаш не е неопходно да биде задолжени. Не е возможно во текот на месецот еднаш да не изврши проверка. Дали се од она што е експонирано е на место. И тука многу нешта треба да се менуваат. Значи треба и тука. Тоа е она што значи кадар кој што ќе влезе во музеите, или кој што би работел во заштитата, пред се треба да биде посветен на работа која што ја работи, затоа што е различна Дали е потребна од професионална останатите обука? работи што се врзани со работно време. Дали е потребна професионална обука на музејските Сигурно. работници во Сигурно, поглед сигурно. на работење со предметите, значи дали ќе Да. практикуваме ние стандардите, протоколите за изнесување, Не. внесување на предмети во музеите, Многу со До сега ракување не, со предметите во музеите, документација. Можам да кажеме дека има и нели исклучоци. Добро. Се разбира. Не- Да, Да, Не, затоа ама- што ние се трудиме во рамките на нашите можности, значи сите тие протоколи влез излез во депо, реверси, запис на влез во депо, барем она што можеме ние како нели професионалци без оглед на условите во кои што се чуваат Така. делата и во кои што работиме. Значи конкретно она што се зборува за професионална етика на некој начин и не само општествена одговорност, туку и лична одговорност. Тука би сакала да прашам, кога веќе зборуваме за етика и за како ја коментирате практиката на позајмување на уметнички дела на институции, особено на влада, министерства? Имавме поготово станува, односно за уметнички слики кои што се од прва категорија, стари и кои што се основоположници на македонската уметност. Имавме тука и еден Емил Настен, односно Националната галерија на Македонија, кога направи ревизија, утврди дека сликата на Петар Мазев недостасува. До каде е случајот и дали е тоа единственото дело уметничко кој што недостасува и генерално Самиот случај е многу комплициран и самата таа ревизија всушност се одвива од 2016 година. Значи, ние направивме ревизија на сите уметнички дела и предмети кои што се во наша собственост, односно до 2015, до крајот на 2015 година, а потоа и редовно на оние дела кои што ги во меѓувреме нели се добиени и со откупите или по пат на подароци. Именно делото од Петар Мазев, значи во соработка со службата за општи и заеднички работи при влада на Република Македонија, значи од нив е констатирано дека тоа дело нели недостасува. Изминатите десетина години немавме ние кога на некој направивте начин прв пат ревизија, значи Значи, јас можам да кажам дека во 2016 година направивме вид на, сега ќе кажам, тоа се всушност 28 дела дадени на службата за општи и заеднички работи на влада на Република Македонија, од кои што 26 се наоѓаат во објектот на владата, а по едно се наоѓаат во премиерската и председателската вила. И тогаш и покрај тоа што ги добивме нели сите тие потребни безбедносни проверки ги поминавме и така натаму за да влеземе во објектот на владата, тоа воопшто не ни беше овозможено и влеговме само во премиерската и председателската вила, каде што делата беа во ред. И прв пат лани летото, значи, добивме дозвола да влеземе во објектот на владата и да ги провериме не само објектот на владата, туку и сите објекти кои што се во владение на службата за општи и заеднички работи низ Републикава.
И сето тоа беше поминато, секоја просторија беше помината, делото не се наоѓа на ниедна од тие локации и за него се врши истрага од страна на Министерството за внатрешни работи. Истрагата е во тек, се разбира, за текот на истрагата можете... Да, не можете да говорите детали. Исто дел од таа истрага е и уште едно дело кое што е исчезнато од Министерството за одбрана, односно во 2012 година тие ни ги враќаат сите дела кои што се дадени на временно користење кај нив, без едно дело, тоа е Владимир Величковски, процес 1 од 69 година. Така што... Во каква состојба се уметничките дела? Дали се можеби уништени или... Овие две? Не, сите оние што останатите, дали... Останатите? Генерално состојбата е добра, да Сато и прашав какви се коментарите во поглед на позајмување. Генерално состојбата е добра на делата, меѓутоа она што е како факт разочарува една многу лоша практика останата децении наназад, кога тие делата кои што се сопственост на музеи се користат како декор на одредени државни институции, што јас сум лично од повеќе причини против. И можам да кажам дека Националната галерија на Македонија има позајмено 166 музејски предмети, односно уметнички предмети, од кои што 15 имаат статус на културно наследство од особено значење под категорија исклучително значење, што тоа не би смело да го напушти објектот ни под разно. Исто така и бидејќи треба нели осигурување особени е прекршен законот, што не, мислам ова е некоја законски се е чисто, меѓутоа праксата покажува дека на некој начин, бидејќи мислам дека секој од министерствата си има доволен фонд на средства да може да си дозволи уметнички дела. И тоа е, мислам, како да кажам, на некој начин парадокс. Тука е прашање и етиката. И етиката, повторно. На институцијата која што ги дава тие предмети. Знаејќи дека и на тие кои што ги бараат, професоре. Нека си барат, нека потпишат тој дека... Затоа кажувам дека ова е лоша пракса која што децении наназад се одвивала и биле подпишувано и договори кои што правно имаат рок на траење. Ние минатата година од сите овие институции си ги побаравме делата назад. И најголем број, тоа се 11 значи институции, не само институции, тука и министерства, од кои што ги побаравме тие делата. И да кажам, освен едно или две, сите други изреагираа позитивно. Да ги вратија? Да, не ги вратија, не ги вратија си уште, затоа што ние го имаме повторност да се вратиме на проблемот на депоата. Нашите услови се полоши од условите од институциите каде што се уметничките дела. Тоа е еден дел од проблемот. Втор дел од проблемот е што, например, тие дела кои се дадени пред 20 години, за 20 години или пред 15, за тој период веќе и со подароци и со откупи депоата се наполнети. Сега ние имаме проблем и со простор. Тесен простор? Да. И затоа постојано нели го повторуваме тој проблем од потреба на соодветно депо. Кој е ставот на Министерството за култура во поглед на позајмување на уметнички дела? Дали можеби треба да се стави крај? Па да, јас особено Министерството за култура поседува исто така една убава збирка на такви уметнички дела. Меѓутоа таа пракса, барем што се однесува до нашето Министерство за култура, ќе биде прекината, што постојат и други можности за низвесен начин и афирмација на дела на помлади автори, кои што и веќе имали изложби, па може да станат сите фоаје и канцелари на надлежните министерства и други институции еден вид на мали галерии за презентација, за афирмација на делата на млади автори. Би било многу стимулативно така, на тој начин да се решаваат проблемите.
Да, тоа би било навистина добро. Да, тоа се мислам всушност и нас ако не ги вратат, односно не само на нас и на музеот на современата и на другите, решаваат еден проблем. Одлуката ќе биде за враќање. Прават откупна дела со кои што го стимулираат младото творештво. Мислам, тоа веќе неколку аспекти нели би било пожелно. Апсолутно, да. Дали Министерството за култура размислува можеби да се збогати ликовниот фонд во музеите со некакви откуп во однос на збогатување на ликовниот фонд во музеите. Знаете што тоа не е работа на Министерството за култура. Значи, клучниот проблем е што Министерството за култура досега се мешаше. Погрешна политика. Да, досега нели имавме... Во институциите си работат стручни луѓе кои што ја водат дејноста, меѓу другото, генералната политика на институциите треба да се одразува и во таква потреба. Има ли реална за откупна дела, да ги извере колку се тие адекватни за нивните збирки, како планира да го прави развојот на самата институција, да се шири или на кој начин тоа. Тоа е исклучива работа на институциите и таа практика ја завршуваме ние како Министерство за култура. Да, именно самата идеја за откуп, нели, откуп е секогаш потребен и секогаш пожелен, меѓутоа се разбира, стручните лица треба да кажат што е потребно за во дадена колекција, затоа што ние имаме со откупите од 2014 година до 2017 добиено 75 нели дела, од кои што само мал број е како да кажам, она што ние сме го барале постојано пред да започнат овие откупи. Институцијата аплицираше за средства да откуп. Например, имаме во нашите постојани поставки дела кои што соодветно нели ја го представуваат определениот период, децениски или стилски, и позајмени се дела, стоеле со години дела таму, што се од што се приватна собственост на авторите и никогаш не биле откупени. И ние се разбира дека приоритет имаат тие дела, но ретко нели тоа така се случуваше. Така што секако дека откупи се пожелни, има и наидуваме во процесот на нели нашиве истражувачки работи, затоа што ние имаме и галериска дејност и во за галериската дејност на овој на подготовка на сите овие ретроспективни изложби нели посветени на нашите значени автори кои што ги подготвуваме, наидуваме на некои кардинални дела, мислам, кои што вистина заслужуваат да бидат во музеј, а немаме средства, ниту па имаме изминатиот период можност да аплицираме за откуп на одреденото дело. Така. Колку делата на Мартиновски, Лучиновски, на Петар Мазев и многу други автори кои што се врвни блесоци на македонската уметност се достапни за пошироката јавност? Достапни во смисол повеќе има изложби кои што може да ги погледнат. Па добро, мислам, еден период беше некако поелитистички галериска дејност поврзано нели исто и со музејската дејност. Да, ние поседуваме многу голем број на дела од Никола Мартиновски, од Лазар Личиновски и од нашите нели најстари автори, и бидејќи ете повторно имаме проблем нели и со простор и поставката, веќе просторот и за поставката ни е тесен. Значи алармантна е состојбата на вистина во да, па еве таа поставка е од 14 век до 20 век, меѓутоа до крајот на 20 меѓутоа еве сега имате веќе 2 децении од 21 век. Има дела кои што ете се добиени, би требало да се вклучат, би требало некои работи да се ревидираат, за тоа треба посебни комисии, се разбира и се. Меѓутоа, во однос на делата и достапноста на делата, ние постојано правиме, нели одбележуваме јубилеи на нашите значени уметници, на значени автори, така што еве, мислам, на Лазар Личиновски во принципи многу често има некакви омажи, одбележувања на јубилеи, во однос исто и на
па релативно скоро пред нека години имаше изложба на дела од легатот на Лазар Личиновски. Истото се однесува и Никола Мартиновски. Минатата година имаше промоција и на монографија и на изложба од доктор Кирил Пиношлиски, што беше посветена на делотвориштвото на Никола Мартиновски. Еве, минатава година исто имавме јубилеј 90 години од твориштвото од раѓањето, се извинувам, на Петар Мазев, потоа 100 години од раѓањето на Борко Лазарски. Значи, ги користиме сите моменти за да се извинувам што ве прекинувам, меѓутоа само на крај би сакала да прашам го спомнате Борко Лазарски, дали имаме таков фатален исход, бидејќи многу дела негови се уништени од станицата, од железничката станица, муралите, поштата, како што рековме. Дали постои таков фатален исход на други ликовни дела, односно наши ликовни уметници во поглед на ликовниот опис? Па добро, Борко Лазарски се издвојува пред се заради тоа што тој е монументалист и неговите дела кои што се всушност уништени се монументални дела кои што биле изведени во јавни простори и биле достапни за очите на пошироката публика. Било дека стана збор за ликовна фигура која што во целост се презентира неговиот постмодерни во неговата ликовна фигура е презентирана целијата постмодернистичка уметност. И една од најсветлите точки, се надевам дека Министерството за култура тука ќе има некаков дослух, некако ќе се обиде да ги врати, односно да ги реконструира, да ги реставрира, да... Тоа би требало да биде барање на надлежните институции и да понудат адекватна програма и проект како и што со овој вид на активности. Инаку да, потребата секако постои. Но дали тоа ќе биде токму Националната галерија или некоја друга институција, и тоа е исто така отворено прашање. Да, треба да се биде кој. Предходно го правевме разговорот, нели, едно дел од кардиналното дело, нели, по кое што тој го кој што е врв на неговата уметност и се разбира кој што извршил огромно влијание врз колективната меморија, не само на скопјани, доминантно на скопјани, било во старата железничка станица каде што се чуваат и картоните од скиците за фриската за нов. Тие се во процес, нели, на конзервација и до сега се сосема конзервирани 3. И четвртата лента ние така разговорно си ги кажуваме, бидејќи тие се не се мали, самите не се мали по димензии, 5 метра на 2 метра. Тоа повторно, нели, тоа се комплексни процеси кои што бараат соработка помеѓу повеќе институции и повеќе стручни лица. И се разбира, ние мислам, еве дека го работев проектот на 100 години од раѓањето на Борко Лазарски и во делот мојот текст, односно при крајот, кажувам дека сите чинители, значи не само институции и приватни лица, туку и министерствата и државата генерално треба да се вклучат во тој процес на зачувување на легатите на нашите големи уметници и од една страна тие треба можеби дел од тие уметници да бидат и самите по себе нивното творештво прогласено како културно наследство. Така. Јас ви благодарам на гостувањето, ви посакувам успех на секогов план, ви благодарам што одвоивте време и бевте дел од оваа емисија. Претпоставувам и посакувам со вашите мерки, со вашите активности што ќе ги преземете да се доближиме според европските стандарди за заштита на културното наследство. Ви благодарам уште еднаш на гостувањето. Благодарам. Ја следевте дебатната емисија Култура од огледање.